In vino veritas. Тоа е тоа што во моментов го обседнува мојот компјутер кој што работи во позадина и не е некоја чудна работа поврзана со виното, туку е подкаст кој што го сработив со мојот пријател Костадин Ристоманов и се однесува на виното како најважен трговски производ на древноста, но и на денешнината. Со него обработуваме многу значења, многу нивоа на виното, поврзано со нашите краишта, поврзано со историјата на нашите краишта и многу други работи кои што не сакам сега да ви ги откривам. Гледам дека видеото ќе има потреба да се обработува неколку часа, така што денес нема да може да биде објавено и затоа сакав да ви најавам вака дека деновиве се случуваат подкасти, се работи и тие подкасти деновиве ќе бидат објавени на Татунчо канал. Овде е агендата за оваа година и во неа веќе се наоѓаат забелешките за подкастот кој што треба да го снимам за неколку часа, а тоа е подкастот со мојот прв гостин кој што некогаш гостувал на овој канал, а тоа е Дарко Симуновски, со кој што ќе разговараме на економски теми во прв ред, за криптовалутите, биткоинот и се она што е актуелно поврзано со нив во денешницата. Значи ќе биде многу интересен подкаст кој што исто така, значи нема да биде емитуван во живо, туку ќе биде сниман и ако треба на него да се додаде нешто како илустрација ќе биде додадено. Значи тоа е мојот нов концепт за кој што зборува во претходните видеа, значи ќе се снима вака офлайн, релаксирано и од тој аспект ќе можат и видеата да бидат после емитувани без никаков проблем. Значи ако има технички недостатоци, тие во едитингот ќе бидат отстранувани. Деновиве ми изненади, значи реакцијата на последните неколку видеа кои што беа објавени, значи има нови претплатници, има нови членови на каналот, така што чувствувам дека позитивната енергија која што ме носи деновиве, која што е мисла двигателка на овој канал, дава резултати. Така што и со ова видео ве охрабрувам да продолжите да го правите тоа, да ме поддржувате и ако треба да ме критикувате и што е најважно, направете го тоа во коментари на самиот YouTube. Поздрав!